нашето утринско будење или една од омилените рубрики во која што со задоволство најавуваме многу убави нешта, убави вести, секогаш во насока или да ви дадеме предлог или да зборуваме за теми за кои што апсолутно е неопходно да се говори, да се подигне свеста, секој од нас да размислува и да се однесува одговорно, но и за важноста колку секој човек или секој од нас има удел во чистата и здрава животна средина. Ако нормално знаеме да се грижиме за животната средина и за сето она кое што е дел од неа, ќе бидеме и веројатно посрекни, поздрави и ќе живееме во општество во кое што имаме чиста и здрава животна средина. Сега можеби не можеме баш да се пофалиме со тоа, но за среќа постојат активности, кампањи и луѓе кои што гласно ја пренесуваат пораката. Еден од нив се разбира нашиот Војо Иванов, кој што го знаеме, испоменав на најавата, доволно познат за македонската јавност и не треба дополнителна најава. Војо и зо Скопје, нешто кое што оди како во една реченица, но во ова утро се разбира, ја споменуваме да речеме кампања или настан кој што го одбележува денешниот ден, Светскиот ден на животната средина, заедно со Екосвест и сосема соодветно за денешниот ден, но повеќе детали ќе ни пренесе Војо, кој што во моментов го гледаме на убавото топло сончево време или ова утро на работното место, односно во зоолошката градина. Војо, добро утро. Добро утро, Ивана, добро утро за сите гледачи на Телма. Сега јас од двете страни на паричката, да. И од зоолошка и од Екосвест, ама веројатно тие две и треба да одат заедно, заради тоа што модерните зоолошки градини всушности мора да трансформираат во места каде ќе ги потсетуваме луѓето токму за еколошката свест и важноста од истата. Така е, да, и она за кое што особено говориме, важни се нормално без разлика на возраста, секој од нас пораките кои што ќе ги прими, поточно можеби нешто кое што ќе ни иницира да размислиме како и на кој начин би можеле да придонесеме, бидејќи знаеме кои се фактори влијаат за нарушување на она кое е дел од животната средина или генерално средината како таква, но се разбира акцентот ќе се стави на младите или на идните генерации кои исто така би требало да размислуваат во тој правец и тоа е нешто кое што го сочинува и ова кое го правите заедно со Екосвест. Така е, 5 јуни е интернационален или светски ден на животната средина и важноста од истата, како што нели на двајцата потврдивме. Веројатно денот ќе го посветиме на тоа да луѓето ги потсетиме на важноста од здрава и чиста средина, но тоа вклучува чиста и здрава почва, воздух и вода, веројатно најважните фактори за да вие имате еден квалитетен живот. Не само вие, не само ние, не само луѓето, туку и секако дивиот свет, фокусот на зоолошката градина, но од друга страна пак Екосвест денес заедно со нас ќе направиме со мојата колешка Милијана, денес ќе направиме една активност со нашите волонтери од Екосвест, кои што денес всушност ќе ни помогнат од другата страна на оградата. Ќе средуваме едни мали парчиња земја токму овде во градината, како веројатно ќе им покажеме на младите или ќе ги потсетиме младите, не дека тие не знаат, но само ќе ги потсетиме дека е секако важно секој едно ќоше од нашата земја. Иако деновиве можеби ќе сретнете надписи, но и едноставно самата јавност, но и морам да признам помалку и новинарите, малку драматизирање на онаа состојба, големи тревници, змијарници, тука е нешто страшно и слично, но мислам дека треба, не велам дека е секогаш тоа добро, нели, на некои делови мора и да се расчисти малку тревникот, да речеме, како една мала животна средина, но ајде да ги потсетиме луѓето дека на тоа мало парче земја сигурно живеат едни многу благородни и многу важни живи организми кои што се повторно важни за нашиот бенефит. Ние нема денес да јадевме цреши или јагоди, доколку не беа тие бувамари, бувачки, црвчиња кои што ќе го направат компостот или земјата многу по-компактна за да произведе храна за нас. Значи, пак ќе речам, важноста на секој едно такво мало делче земја, како еден екосистем, е всушност целта на денешното работење или работилница со волонтерите, секако
секако дека ќе ги вклучиме тука и во едно разубавување на едно катче за желките кој што го направивме неодамна. Ќе фарбаме еден дел од оградите како нели да за окото на луѓето изгледа симпатично и средено, и од друга страна ќе се потрудиме во еден ќош овде во градината да прибереме ново членство за Екосвест, како би создали едни нови активисти кои што ќе се борат токму за исто во што го зборам. Да пробаме да смениме барем дел од нашите лоши навики. Во моментот кога ќе ги таргетираме кои се нашите лоши навики, дали е тоа не селектираме отпад или пробуваме барем да пробаме да селектираме. Сега имаме, да речеме, вендинг машини за селекција на шишињата, пластичните шишиња како еден сериозен загадувач на планетата. Тука имате стакло, хартија, ајде тоа да не го дури не мора дотаму да одиме, но еве, ако имате дворче, направете си еден компост ќош каде ќе го полагате целиот ваш органски отпад, па ќе произведете едно убаво ѓубриво за земјата. И секако она што веројатно пак ќе речеме најглавниот фокус денес, а тоа е младите да ги мотивираме малку поинаку да размислуваат од можеби нашата генерација, затоа што ние го создадовме овој продукт. Така е, во многу убаво кажано, впрочем како и секогаш потполно целосна вистина или нешто на кое што на вистина треба да се работи. Ги спомена црешите и јагодите. Уживаме во овие денови во вкусните цреши и јагоди, но секогаш кога тоа го правиме, треба да се присетиме како всушност природата тоа го создава, а знаеме дека во природата нема ништо случајно, па дури и малите инсекти и она што најмало или најситно го гледаме или не го гледаме, има своја улога на планетата Земја и тоа треба да се почитува. Но едукацијата е тука важна, за да знаеме дека треба да го почитуваме и како и на кој начин. И се разбира дека ова е еден чекор кон тоа. За жал ретки се луѓето кои што ета можат тоа така да го предочат, но сепак ги имаме кај нас и верувам дека чекор по чекор, дури и да се мали чекорите, ќе дојдеме до некаков добар резултат. Кога зборуваме за волонтерството и нешто што е дел од овој настан, исто така е важно за тој допир во конкретниот случај со одредени животни или в допирот со природата. За твојот впечаток за волонтери, за интерес, за тоа како тебе ти приоѓаат, можеби и те прашуваат како и на кој начин би можеле некако да учествуваат, што може да кажеме? Тоа е позитивно во однос на бројката или пак треба уште? Дефинитивно треба повеќе, ама знаете како, мислам дека во последните години не им дадовме многу добар пример на младите. Мораме да бидеме и самокритични. За жал, сите постапки кои што досега ги направивме без оглед дали се во урбаната или во дивата средина, беа комплетно деструктивни кон истата. Автоматски, ако ја немаме животната средина, ајде да речеме, мојата или нашата цел, животната средина за животните, но и за луѓето. Вие не можете да имате квалитетен живот ако во зима ги броите PM частиците, а сега комплетно заборавите да го вклучите филтерот, но само едно подсетување дека за само 5-6 месеци од сега повторно ќе се случува истото и ние повторно ќе викаме леле денес да носам маска или да не носам маска, ама истото и со ова, нели одите на пазарите, ги купувате најубавите јагоди, најубавите цреши, барате да се сите мазни, убави, големи, ама не заборавајте дека таквите овошки мора да се претерано прскани со хемија. И има еден слоган кој вели како може да прскаме со отрови за никој друг да не ги јаде, а само ние да сакаме да ги јадеме. И тоа е некој апсурд кој што човекот или човечкото толку веројатно е она на кое е навикнало или можеби конзумеризмот не тера да се навикнуваме. Исто како на полјана со ситна и скосена трева. Таа не е никаков екосистем за ништо, освен за топче за гол. Јас не верувам дека некој во Македонија ќе сака да игра гол. Можеби има такви, ама потребата за да ги косиме тревниците во некакви теписони на улица е за мене несватливо, заради тоа што пак ќе речем на таква 2-3-5 сантиметри површина или трева, апсолутно со ова глобално затоплување со температурите вие буквално уништуваат еден цел екосистем. Ја разбирам дека не секој сака да гази на висока трева, но направете го тоа само кај што ви е масата, кај што ви се столиците или патеката кај што поминувате, но не мора целото. Учете ги децата дека таму некаде живеат бубачки, дајте им лупа или дајте им го мобилниот телефон
телефон и подсетете ги дека со секое сликање, фотографирање и зумирање тие можат да прочитаат многу повеќе за тоа бубаче и практично да дознаат некои фан фактс или интересни информации. Така што пак ќе речем мора да најдеме некој модул како да се подсетиме да живееме во симбиоза со природата. А ти велеше 50-50, нели? Не секогаш црешите или сите цреши ќе бидат убави и исти. И тоа не е така во природата. Тоа е се е така различно, никогаш не е во права линија. Нема такви геометриски форми до толку нагласени. Затоа велам, само сетете се што од денешните активности ќе и помогне на природата. А кои се вашите негативни, да речем, влијанија на истата, па пробајте барем една-две да смените, затоа што така ќе живееме дефинитивно во поубав свет. Пред скоро време мојата колешка од Екосвест Ана Чолович смисли една многу добра кампања во која што нели јас глумев дека сум оној посредникот од агенцијата за недвижности, каде велевме дека волкот, мечката, срната доаѓаат во градот и бараат да си купат стан, бидејќи шумата веќе не е место за живење за нив и нели нормално во една форма на сарказам и сето тоа го направивме и хумор за да некако допреме во такви кратки рилс модерни изданија за медиумите. И еве не неколку месеци подоцна ние во градот веќе навистина го доживеавме, ама реално истото, иако бевме инспирирани токму од ова што нели го гледаме во мојата позадина, каде велевме дека животните ќе почнат да бараат да купуваат станови и некако таа пародија за жал после многу скоро време некако ни стана реалност, ама пак ќе речам, ние како човечки битија веројатно се ставивме во една супериорна позиција, дека ние планината знаеме комплетно да ја реформатираме, да ја пресечеме, да ја влеземе внатре, но дефинитивно природата ќе не подсети каде ни е местото, само тоа може многу да не боли навистина на долгорочна стага. Да, и за тоа треба сериозно да размислиме заради тоа што веќе преку одредени ситуации или состојби, временски непогоди и така натака, природата и тоа како не подсетува. Во на самиот крај на ова наше утринско будење и нова вклучување, верувам дека оние кои што ќе бидат посетители во зоолошката денеска ќе имаат можност можеби ете и тоа да го видат, а исто така само ќе прашам дали оваа соработка со Екосвест продолжува и дали нели она која емисија ваша генерално ќе биде исто така во склоп на некои останати настани, кампањи и случувања. Дефинитивно да, волонтерите освен за практична физичка работа на терен, ќе ги искористиме и за да всушност ја промовираат работата и на Екосвест, но и можеби нашата мисија, а тоа е да посетителите во градината ги потсетат или ги мотивираат за вклучување во активностите на активистичките побуди на Екосвест за да ја подкрене нели јавната свест на оваа тема. Секако следно верувам дека ќе направиме и еден фокус во текот на летото на важноста од водените површини како една од многу важните точки кои што ни престојат заради тоа што за жал ваквите па мали водени системи или еко места ние не ги доживуваме во нивната реална потреба и вредност. Па така во нашата лагуна ќе направиме една многу убава голема табла на која што веројатно ќе ги ставиме сите македонски многу важни водени површини, поготово за оние птици кои мигрираат и сето тоа, но и целиот еден екосистем, пак ќе речам, она што луѓето не го доживуваат толку многу, а тоа се сите оние мали невидливи работи, нели? Сега змии излегуваат и сите се со нели таа драма дека леле доаѓа лето, што ќе не изедат, одиме во природа, нешто ќе се случува. Ама каде се 365 дена, тие се тука околу нас, само сега се малку поактивни. Сега веројатно мојата мисија тоа е да бидам гласот на овие невидливите или несватените или не знам како сакате, ќе продолжи така што јас тука ќе бидам за да ве потсетувам за истото. И добро е што е тоа така во твој оригинален стил, секогаш се една вистинска порака која верувам дека и денеска ја испративме до нашите гледачи. Војо ти благодарам за вклучувањето и за тоа што секогаш си достапен за утринска и да можеме да ги пренесеме информациите од лице место или најчесто од зоолошката градина. Поздрав до тебе, убав ден и успешен настан посакуваме денеска. Имам предлог. Ајде. Денес верувам дека секој ќе сака да појде до пазарче и да си купи овошје. Добро. Нека земе некаква торба или некаква пластична кутија која што веќе ја има по дома и нека си ги одбере јагодите, ама нека ги одбере оние најразличните. Нека не бидат сите исти и идентични.
ќе почне сезона на комарци. Купете си една саксија лаванда, протрите ја на раце и намачкајте се. Не мора да се прскате со милион инсектициди и оние заштити за бубачките. Дури може да искористите и маслиново масло. Со SPF факторот исто е добро, ама и намалете, затоа што со секој влегување во водата водената површина ви текнува, станува мрсна и навистина ја уништува и водата, затоа вакви некои капчиња, нешто што се пере лесно може да ви дојде добро. Еве, јас ви дадов 3 предлози како денес да го промените она што го, нели, практикувате секој ден и немојте на пазар да се враќате со 10 пластични кеси. Во маркетите веќе некаква контрола има, бидејќи не наплаќаат, нели не чаржаат, ама на пазар ќе ви дадат едно 2-30 кеси. И тоа навистина, верувајте дека останува малтене за секогаш на планетата. Фала ви многу, имајте убав ден. Убав ден, Војо, така е да ги промениме навиките, да не ги правиме махинално работите кои што секојдневно нели ги го сочинуваат поточно нашето секојдневие и се разбира да размислуваме малку посвесно, а со тоа да бидеме одговорни за животната средина.